Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Добре дојдовте во новото издание на Скопје Але Але. Вие знаете дека имаме сосем нова приказна и дознаваме гостин кој е кога ќе влизаме во таксито. И веќе кажавме дека ќе го ти не слушна, ама една да кажав дека ќе го кажем името на гостинот, односно тој сам ќе си го каже поново. Представете се. Се представим. Да. Јас сум Мите Димовски, поздрав до сите гледачи. Ете, супер. Мите, од кога не си се возил во такси? Па да ти кажам, одамна. Одамна? Шофер сум, имам кола и нон-стоп одам со кола. Одамна се немам возил. Добро. Знаеш дека има прво електрично такси, односно Прекрасно, сега разбрав. Да. И многу почитувам, син ми ќе биде одушевен пошто сака електрични. Одлично. Повели автомобили. 1000 динари. Благодарам. Ваучер твој, да, Be-Right е супер Ќе ги приказна. искористиме со задоволство. Така и нова наша скопска приказна и мислам дека заслужува да имаме ваква приказна. Да, поддршка и успешна работа посакувам. Супер. Сега, Митан, она што треба да го кажеме. Митан, ми ја имаш раскажувана приказната зошто Митан, ама ајде кусо сега, додека стигнеме до нашата. Митан е еден мој проект. Добро. Со кој мислам дека постигнав најголем комерцијален успех со албумот Македонски рози и дофрлив најдалеку од границите на Македонија. Ама од каде дојде Митан? Тоа е важно. Митан дојде од мојот дедо, по кој сум крстен, татко на мојот татко. Така. Митан и мислам дека со тоа сакав, пошто е инспирација македонската народна музика, раскажана малку на поавтентичен начин и тоа е урбаното со етното, со традицијата. Предано и мислев дека е добар наслов и баш ми се некако така излезе и баш сум среќен ради тоа. Да. Што го продолжив и името на мојот дедо, што го актуализирав и јас сум крстен по него и испадна прекрасен момент, но Митан ќе го памтам по една многу интимна работа, а тоа е што мојот син кога се пораѓаше сопругата, во операционата сала во болницата, ничим изазваним свиреше тој албум, син ми се роди на Ој Вардаре македонскиот тој. Одлично. Беше стварно возбудливо и ми е тоа нешто што ги собра сите награди, нели нормално, тој албум и издадовме после уште 2 албума и тоа е она што ме грее. Така е. И уште нешто да грее, сакам да го споменаме. Тоа е дека од продукција, од студиото Тралала, од Скопје излегле и ширум светот многу нешта. Многу. Студиото Тралала е 33 години. Годинава, значи сите артисти, што сите буквално артисти, на овој или оној начин имаат пројдено низ студиото, не знам, од Есма, покојна, да ја споменеме, Владко Стефановски, Лепи Сол, Архангел, Мизар, Анастасија, Тоше Проевски, Каролина Гочева, Митан, Темпера, Супер Хикс и илјадници други. Тале Огненовски, Вања Лазарова, од доајените до Кирил Џајковски, Љупчо Константинов, композитори за филм, така прекрасни луѓе, сите уживање беше да работам со сите нив сите овие години и мислам дека оставивме во историјата на македонската музика трајни дела. Така е, да, така е. Дојдовме до оваа триумфална капија која ќе не однесе пак до нашата следна дестинација, тоа е Пилистер. Одлично, градска кафана, баш убаво. Така е, да. Јас ги почитувам сите урбани нешта во градов и се трудам и така и да ми звучи музиката според на традиционалното и урбаното. Така е. Ајде сега, Агрон, може да пут застанеме и да се селиме во Пилистер. Може и да се читаме вака. Може да се... Прекрасно беше возњата, Агрон, благодарам многу. Ајде. Мите, од кога не си шетал вака?
Си шеташ? Љубител сум на шетање, го сакам централното градско подрачје, кеот на Вардар, прекрасни места во Скопје, многу ми се допаѓа градов, уживам во него и сакам со сопругата на убаво време да пуштиме по некоја нога. Обично знам понекад да отидам и некои херојски дестинации по 15 км. Медвеј па ме караат после. Па не знам, речимо од МТВ до Бардовци пешки. Ај, не претеруј. Ако бе уживам. Колку време ти треба за тоа? Нема појма. Не броиш што ќе ти е време. Да, си идам и се уживам у градов, тоа што ми го нуди. Некогаш ме нервира, ме нервира неурбаноста. Неурбаноста во смисол на некако архитектура, негово однесување на моите сограѓани не урбани, на ѓубрето или на непочитувањето на правилата на заедничко живење во град. И секогаш давам апел да се подобриме во живењето, начинот на живење за подобро на сите. Така е. Одиме у Пилистар. Одиме, ајде. Беше убаво. Најубаво. Вите, сега сме пред Пилистар. Така е, градска кафана. Најградската кафана, да. Веројатно има и тука некои спомени твои. Те врзуваат Како немам, спомени? ја познавам кафанава и сум бил гостин уште која беше раните 80-ти, јас сум малку понатака. Не кажуј, ти си бил дете тогаш, си Да, онака. како дете, да. Али е стварно градско место, прекрасно место. Обичам да дојдам тука да испиеме по некоја пијачка, сега со фамилијата и така. Сме работели и промоции овдека, сме работеле, мисламе врзува и професионално и пресконференции, така да градска кафана и прекрасно место. Така. Ајде сега се стигнеме Карпош 4. Ајде. Значи, од кога почна музиката? Музиката те одбра тебе, така некако беше во тоа детство твое? Господ. Господ. Да, ја од кога знам за себе сум музичар. Мислам, Сакам музика. Сакам музика. Тоа некако ме влечеше и беше она што ми го одреди животниот пат. Мојот постар брат Пеце е постар од мене и тој беше гитариста. Тоест, ја и се уште гитариста. И јас некако се шлепав на него. Колку е постар? 7 години. Добро, баги постар, добро. Повозрасен и тој ме водеше по лека Дурбев. Беше, се грижеше за мене. Јас од најрана возраст тропав по маса. Иначе по вокација сум понатаму станав бубњар, музичар и продуцент и така натаму. Така е, да. И сега? Роден сум во Центар. Роден си во Центар? Роден Скопјанец, значи роден Скопјанец. Кај Млин Балкан сум таму. Таму живеевме до својата 6-та година и се преселивме во Карпош 4. Тогаш тргнав во прво оделение во Иван Горан Ковачич, денесно од Петар Попарсов. Се преселивме во август летото и одма почнав на школа. Од септември почнав школа. Да, на школа и тоа некако, дал случајно или не, тој животен пат ме одењето во тоа школа ми го дефинираше музичкиот пат. Пошто таму тргнав како во школскиот оркестар. Во школскиот оркестар се сеќавам, ја замолив мојата учителка. Добро. Да ме однесе во школскиот оркестар, сакам да пробам да свирам тапани. Јас бев второ оделение тогаш. Ми се изнасмеа, но ме однесоа и наставникот по музичко тогаш рече: премногу си мал, дојди за некоја година. Јас инсистирав како дете, така. Ги извадија тапаните. Јас отсвирев тоа дома што сум го вежбал на перници. А што вежбаше на перници? Ритмови. Да. Ритмови. Од постариот брат имавме плочи. Херби Хенкок, Machine Head. Првата плоча, ритамот Камелеон. Од песната Камелеон. И некако така тргнав, влегов одма инстант во школскиот оркестар и таму се запознавме со мојот прв бенд, се оформивме со Пепи Ренџов, Христо Самарџиев, Војо Јанков и брат ми и ја направивме групата Цилиндер. Така е. И остваривме сериозен успех за тоа. Сериозен успех и како велат многумина, па ќе кажеш и ти самиот, дека тоа ти на Зајачар
Беше најмалиот, веројатно најмалиот бубњар воопшто во Југославија. Така е. Колку години имаше? 12. 12. Ние бевме прва македонска група на реномираната зајачарска гитаријада, што освои прво место. Луѓето се чудеа кога не гледа, јас имав 12, Ристо, Пепи, Војо има 16. Да. Ја дури не знам како не пуштија родителите сами да одиме до таму, да патуваме со воз. На гитаријада во Србија, далеко патувавме со воз. Од таму кога победевме не однесоа во некој град, не се ни сеќавам денеска директно да настапиме. Значи сами бевте без родители? Сами. Браво! Да, и од таму тргна таа приказна, ние свиревме, па да ви кажам за 2 години, 3 колку што постоеше бендот, над 200-300 концерти низ Југославија. 200-300 концерти во свиревме секоја недела, благодарение на желбата и ентузијазмот на вработените во тогашниот 25 мај Дом на млади, денешен МКЦ, кој има идеја дека младите треба да се поддржат и да се промовираат во својата музика и преку нив ние свиревме на Хиподром 81 со Iron Maiden, Бело дугме 50.000 публика, свиревме неколку пати со Бело дугме во Сараево, свиревме соло концерти во Загреб, од Зворник до Пехчево, што да ви кажам. 12 годишно дете. 12 годишно дете. Од Скопје, Скопјанче, заедно со сите други скопјани таму во приказната. Имаше трема? Не. Не? Не. Зошто имаше знаеш? возбуда. А возбуда имаше. Имаше добро. возбуда. Знаеше дека дека умееш, дека можеш? Да, тоа ми беше се. Мене и таа енергија ја носевме и бевме стварно многу изузетно успешни, тинејдж атракција, полни концерти, публика кој пее и тоа мислам дека ме дефинира и мене, а еве и Пепи, е професионален музичар Ренџов, ден денес живее од тоа. Ристо Самарџиев е неприкосновен победник на Макместели, 6 пати победил, е композитор, секој ден не пее во меморија, и така натаму. И така се отворија нештата и понатаму цел живот го посветив во музиката. Има бенд Прамен после тоа. А бенд Прамен? Да, после Цилиндер. Кога беше тоа? Па 80 и... не, тоа беше пред да одам војска во средно. Значи, во средно тоа бев. 86-та заминав за војс, на услужување на воен рок, во Белград бев. И после тоа се вратив, свиревме со Асторија, со разни бендови, како соло бубњар. Немав некој константен бенд после Прамен и после започна приказната со Архангел. И како, чекај, застани. После Прамен, како дојде Архангел? Како тоа па, во Архангел, не, видите, ние бевме сите се познававме музичарите низ Скопје, под разни концерти. Секогаш тогаш се свираше во тоа време, групни концерти се свираа. Значи, стално по 10 бенда. И со Гино, и со Ристо, и со Пепи, Архангел се познававме од претходно. Свиравме, бевме другари. Така да нивниот тогашен бубњар замина во војска и ме поканија мене да го заменам неговото место. Тоа беше пред снимањето на првиот албум. Со тоа што басистот на Архангел, Пепи Јанков, мој драг пријател, беше помалиот брат на Војо Јанков, кој беше басистот во Цилиндер, кај што тргна приказната. И така некако се врза. Да, имаше еден концерт, требаше да се спремиме за еден ден. Ме поканија да... Како за еден ден? Па така, дента, ме викнаа утре дента требаше да свириме концерт во Велес и јас ги учев песните во автобусот. Со Архангел да свиревме концерт и беше супер. Некој позна тоа дека само еден ден не позна никој. Ние сите уживавме, бевме целосно посветени нели на тоа и од тогаш почна таа приказна со Архангел која траеше до 2005 со мене, јас после отидов во друг правец. Како изгледа за музичар да се биде дел од Скопје и сите тие приказни, нели, од со бендови, со живот, што значи, кај излегувавте? Имаше ли време за излегување всушност? Не, да, тоа е младалашки, тоаш беше многу модерно да имаш Томос автоматик, денес возат Веспи. И ние друштвото од... Значи Томос имавте сите? Или еден? Па доста, не од бендот, збориме од другарите од мало што беа. Имав Томос и со него брчевме низ цело мало и тако и скачавме во... Тогаш беше хит, тогашни Бони и Јани кај Грчка амбасада, Пирамида, таа генерација моја. Се дружевме, супер беше, имаше клубчиња,
приватни, и после тоа искачавме во чаршија. Јас мислам дека тој период 80-90 Скопје беше едно од најдобрите места на светот за ноќен живот, кога јас ја живеев својата рана младост, пубертетот. Журки секаде отворено, свирки, се свиреше по домашни забави. Знам кај пријатели во Трнодол ке не викнат, ќе однесим инструменти и ќе се собере народ и свириме. Свириме и тоа не беше се и се. Да, баш кај што до Пица Бајле, така се беше отворено. Секогаш. После на Бурек одеа музичарите или другарите? На почетокот на Бурек, после како изменува годините, завршувавме со онакви вечери со салати, со во 4 саат бајле со плескајци по фрит. Неверојатно, неверојатно. Си им носел дома леп од искачање, нели тоа имаш, за да не ме караат или не те караат? Не ме караат, да. Ама и твоите се многу важни во целата приказна заради тоа што треба да му го одсонуваш сонот во својата глава, веројатно на своето дете од само 12 години, па да му овозможиш да му купиш голема благодарност јавно, уште еднаш секогаш го покажувам. Јас немаше да бидам она што сум денеска да немав поддршката на фамилијата, нели? Тие не беа многу стрекни во 80-ти сино да биде музичар, да не биде праве. Што значеше во тоа време? Па неизвестна иднина. Неизвестна, така. Неизвестна иднина. Поготово 80-ти, дур беше Македонија во Југославија, тако, но секогаш јас се сеќавам, немаше збор, мајка ми ме фати еден ден као 12 годишно дете. Добро. За рака и дојдовме овдека блиску во музичкиот магазин и ми ги купи првите тапани Амати црвена боја. Ден денес пред некој ден ми текна, викам каде отидоа до бубни, не можам се сетам, али после ми текна. Кај отидоа? Па кај едно исто така момче што сакаше да бубневи. И ги одбравме, беа црвени, прекрасни и воедно у целото тоа, пошто тогаш нели на чекој се купуваше, ми купи и грамофон еден и тука радоста немаше крај, мислам. Какво школо, какви такви, исполнителен бев во школото, во секој случај, но тоа беше онаа енергија и љубов што ми ја овозможија да можам и беа поставени во дечијата соба. Добро. И у 6 саат се стануе, тука до креветот стаени и цело време, кога ги надминав. Чекај малку комшија, не? Да. Они си знаат. Да. Да, али има разбирање. Има разбирање, понекад ќе дојде ќе кажа молим те. Молим те, спиеме сега. Да, имав нокна смена, ако сакаш, јас бев многу присебен, одмолчев неколку сати да се надмам и така. После тоа ги надраснавме тие бубни, мене ми беше идол Стюарт Коперланд, Полис и интензивно барав да се купат такви тапани, како него, како мојот идол, беа изузетно скапи. Добра, чекај, имаше ти во тоа период, велиш дека сте имале многу свирки и така натаму, имаше твој джипарлак да им помогнеш на твоите да нешто учествуваш? Не, тогаш се свиреше исклучиво за џаб. Да, за џаб. Секогаш исклучиво за џаб и тоа некогаш останува за кога ќе ги препознаеш добрите нешта и денеска во продукција да дадеш ветар во грб на некој што не може да може да се даде една подкрепа, пошто се сеќавам како јас. Да. Извини сега, врати се на приказната, значи Полис, нели? И кај ги најде вторите бубњеви? Во Германија. Се одеше до Германија? Не се одеше, се нараѓа, тоа беше драми. Таква боја, такво. Ама сега, знаеш како, оние што не гледат те помлади. Пазете, значи мајка ми и татко ми тоа го преживуваа по втор пат, пошто и кажав дека брат ми беше гитариста, па прво требаше да се купи електрична гитара, па кога стигна електричната гитара, дознам моите дека треба и појачало да се купи, значи не е така, па после тапани, но секогаш беа позади нас, благодарен до животно. Така е. Продукцијава. Така. Првото место или првото снимање или снимање на повеќе, да речеме и вокали и се, беше со Кеба, како ми кажа, со Кеба во Ходник. Вака да ви кажам, јас бев на кога решив што во периодот кога размислував што понатаму со животот, записав правен факултет, истерав прва година, втора година и се појави една прилика дека можам да отидам на Хвар. Работев таму 6 месеци како музичар во еден елитен хотел. Тоа е единствената нешто која сум работел така. Да работам како музичар во хотел и супер поминавме, сите пари што ги заштедивме. Кога се вратив, викам што понатаму, викам сакам да отворам студио се бавам со продукција. Како желба. Јас останав бубњар, но сакам да отворам студио. И пак моите. И каде ќе отвори студио? Нормално,
во собата моја. Нормално. Добро. Си сврли целиот намештај, бев во Лондон за почеток. леле, мајко. Купив една основна, убава, но основна опрема. И тука се почетоците на Тралала студио. Како се оформи Македонија како независна држава, така и Тралала во истиот период почна со својата работа и до ден денес сум горд да може да избрам веќе 32-33 година континуирано животот го посветив на тоа да го изградам брендот и да оставам нешто позади себе, да не живеам од тоа, правам фамилија од тоа. Многу години живееш од тоа. Или? Дај Боже, уште долго. Уште 33 како продукција, така. а 40 и нешто како музичар. Да. Мита, можеш да ми кажеш кој тоа свираше со кебиња Значи во вака Кудри? има собата моја беше тука, ги тргнав све што беше мебел, ставив опремата и ходникот беше као вокал буд за снимање и така почнав. Полека. Колку му текна со ова со кебињава? Не, па коло. Добро, Мораше да. како да го направам ходникот да нема еко, да може да снимам вокали и земав едно големо кебе од мајка ми, му закачив гајки, горе му закачив на вако да виси ко на клинци во згора и тука е рецимо снимен како на Дарио албумот првиот Ладна како камен и така натаму. Доста музики за филмови на Љупчо Константинов, за музики за представи. Со Венко работевме, со Дамир, со Харе, со Банкрот. Моја гитара е рецимо снимена во таа соба. Во таа соба? Да. Во тој ходникот? Во тој ходникот, мој аранжман, прв на Маквест и ден денешен хит, или ова на Дарио, Ладна како камен и Косолка, сите тие се снимени таму. Да. Потоа како растев и во знаењето и во бизнисот, изнемив еден простор. Добро. Тоа беше првиот простор во центаров, дека во ателието на Дарбар. Добро. Го адаптирав и тогаш прерасна во посериозно студио. Па понатаму направив уште едно студио во денешна Телма телевизија. Тоа беше сериозно професионално студио, инвестирано со професионална опрема. И на крај, која напуштив Телма, се преселив кај што сум и денес, во Бардовци, во куќа, која е едниот спрат под кровљето, ми беше важно да не биде под земја, пошто цел ден го поминувам таму, да гледам надвор кога е ден, да имам воздух. И едниот дел е студио, другиот дел е фамилиарен дел, кај што живееме и тоа е тоа. Да. Во однос на продукцијата, нели ова со кебињата е само еден дел од приказната за тоа да им кажеме како во Скопје некогаш во Скопје воопшто тогаш нели во Македонија, но скопска не е приказнала, се правеше продукција или се продуцираше. Но овие млади луѓе што денес продуцираат веројатно им ја се на дланка, па и не им ја, не им ја не можат ни да го сватат тоа. Мене прво ми помогна во продукцијата кога почнав како студио, тоа што бев музичар, нели? Да. Тоа ми беше се бев многу изнаслушан. Да. Музика. Го имав звукот на бендот од најрано детство, звукот на бендот во глава. Како звучи бенд, како звучи концертно, пошто тоа ми беше многу концерти позади мене и тоа покушаваше, пробував да го пренесам на трака. Да. Како што работевме со бендови, така полека студиски почнав да тој звук некако да го пренесам на трака и да остане. Бев талентиран музички, многу имав желба и целата енергија беше посветена во тоа. Но тогаш немаше, кога не знаеш нешто па да искускаш, немаше нет. Не постоеше. Целото знаење е преку емпирија. Значи со грешки, со учење, ноки седење, истражување, слушање како што кој направил. Како ми речам, ми беше тишко да го изолирам басот, како па да го зачувам после тоа. Рецимо имав еден сайзер. Добро. И не знаев кој е дугме како се зачува бојата во секвенцерот. Кога ќе вратев на почеток, све се ресетираш. 6 месеци ми требаше да сватам дека има начин. Друг начин, фабрички, но јас најдов свој начин и стално мораш кога не знаеш кого да прашаш да најдеш свој начин, своја патека како да ја завршиш работата. И така работев и работевме многу, поготово што немаше многу луѓе тога што снимаат и пошто со сите луѓе што мои така наречени клиенти што се знаевме од претходно. Така.
Бевме музичари, низ бини, низ концерти се имавме запознаено. И полека сите беа задоволни од она што излегуваше како краен производ. Затоа и успеав да продолжам понатаму. Значи, и знаете како викаат луѓе памтат по задњата лоша работа направена. Така да мора и ден денес тоа ми е девиза. Да дадам најповеќе од себе, што знам и што умеам, нема фейк, нема штедење, за да оставиш нешто позади себе, пошто снимка е многу опасна работа. Опасна во смисол дека тоа што ќе го снимиш, ќе го оставиш и тоа може да трае 100 години. Никој нема да те праша под кои услови си ги снимил, како било расположението. Нели нема да те праша дали со кебиња со кебиња или такво, те останата е ден денес. И затоа е снимак, и стално кога снимаме и бендовите кога свират и ги терам, викам снимајте сега, не знаете што ќе остане. Може и доста пати она што било како демо или како пробно снимање влегува во завршен снимак. Кажи ми само, би го минувал Скопје? Си размислувал никогаш за Скопје? Не. Не би го минувал. Ја сум имал доста прилики и со своето искуство и познавање да можам да кажам и кога млад бев, да затворам и да се обидам негде со својата. Да, имаше. И ден денес имам клиенти од Данска, од разни земји и викаат, еј да си тука, супер би прошол. Пошто мислам, ако си добар во професијата, што работиш, претпоставам секаде си добар. А и такви ми се критериумите и нема да останам гладен. Но некако дал сум патриота, не патриота, него си го сакам ова. Тука сум роден, тука ми се сите и лесно е да отидеш негде надвор да прошеташ, ама сакам тука да го поминам со сите неубави работи или што. Никаде не е совршено. Така. Но јас сум македонец, скопјанец и сакам тука си го изградив животот и да останам тука. Ке пееме заедно? Ке пееме. Ајде. Опа! Како се создаваш ова? Насловната на Преспав, нели? Да. Охо продукција, имам прекрасна соработка, Пече е мој драг пријател, собственикот и безброј проекти имаме работено заедно. Јас сум им дури како официјален композитор, не знам, продуцент, бар низ изминативе години. Ќе ми да намалам овда, добро. Намалувам. И немој превише. Немој да слушаме. Добро, и кога беа во идеја да ја работат представава, ова серијава, ми се јави и вика, имаме во план, ми треба најавна песна. Јас долго време размислував што да биде. Како да биде? Како да биде, ваква тема, таква тема, ваква тема, ова, она, и одеднаш имаше еден стап. И ја испеав во студио како демо. Тоа ја го пеам во оригиналот. Стварно? Да, тоа сум. И стварно испадна нешто што ќе остане. Мислам, неам безброј комплименти, мислам дека и допринесе за самата серија и целата музика, нормално, и ми е драго што сум потпишан на ова парче музика. Фала ти. Фала и на вас. Добри сме? Не, наврнавме за сите пари, мора. Аре, седи. Чекај са.